Таксистот ме вози низ улиците на Кишинев, главниот град на Молдавија. Низ автомобилскиот прозорец се гледаат парчиња од минатото поминато во Советскиот сојуз. Карактеристичните советски градби за масовно станување, широките булевари кои изгледа одамна не се обновени и високите дрвја кои се виснати над коловозите. Пред автомобилот наеднаш се појави една повозрасна жена која ни побара малку пари за да може да го помине денот. Оваа гледка е многу честа во Кишинев, град на осиромашени граѓани. Сиромаштијата е главната причина за цветањето на така наречената сива економија овде. По распадот на Советскиот сојуз опаднаа тешката индустрија и земјоделството, што ја поткопа севкупната економија на земјата. Статистичките податоци на Европската унија од 2009 година па наваму покажуваат дека Молдавија е најсиромашна држава во Европа. Бојана Брковац е новинарка која учествува на една обука за собирање и обработка на податоци од јавен карактер, која деновиве се одржа во Кишинев. Таа непосредно ја следи сивата економија во овој дел од Европа и на неа гледа како на основна причина за отсуство на инфраструктурни инвестиции. Сметам дека и патиштата им се во лоша состојба. Молдавија ми изгледа како многу сиромашна земја и се уште се чувствува духот на Советскиот сојуз. Граѓаните на Молдавија неколку пати во децениите независност се обидаа да ја подобрат својата економска состојба, гласајќи за нови реформи во државата. Во периодот од 2000 до 2007 година, земјата дури имаше и позитивен раст на економијата, кој беше видлив преку бранот нови вработувања. Сепак, во 2010 година економијата повторно опадна, овој пат за 15%. Но сивата економија не е и најголемиот проблем. Молдавија ја мачи криминалот кој се јавува на различни нивоа. Стојам пред еден хотел со 4 звезди во центарот на Кишинев. Наеднаш вниманието ми го одвлече тап звук. На неколку чекори од мене група луѓе физички нападнаа случаен минувач. Причината за нападот ми е непозната. Групата зборуваше на молдавски јазик, кој во моите лаички уши одзвонува како мешавина од руски и романски. Извештај на Советот на Европа од 2010 година покажува дека организираниот криминал на европско ниво е најприсутен во Молдавија и Украина, каде најмногу е застапен уличниот криминал. Статистиките велат дека овој тип криминалци ги користат компјутерите за олеснување на своите активности. 70% од оштетените се жртви на така наречениот сајбер криминал, кој ги злоупотребува нивните податоци со помош на компјутерските системи. Според некои од граѓаните со кои успеав да поразговарам, причината за високата стапка на криминал е несоодветната транзиција низ која Молдавија поминува по распаѓањето на Советскиот сојуз. Во Молдавија се распространети и многу потешки форми на криминал. Таква е трговијата со луѓе, чии најчести жртви се малолетни девојки под 15 години. Новите податоци изнесени од Молдавската агенција за истражување проценуваат дека само во 2003 година помеѓу 600 и 800 илјади луѓе биле жртви на ваква трговија преку границите на Молдавија. Дел од овие луѓе се киднапирани и продадени заради искористување на нивните органи. Според Светската здравствена организација, секоја 6-та минута во Молдавија се врши нелегална трансплантација на органи. 40% од жртвите се малолетници. Полициски сирени се слушаат во текот на целото деноноќие. Она што граѓаните веројатно најмногу ги загрижува се нерешените и запоставени случаи на тежок криминал. Освен ова, изгледа дека не постои начин граѓаните ефикасно да ги притискаат институциите за отчетност. Алина Раду, новинарка во еден молдавски онлайн магазин, вели дека граѓаните се уште немаат доволен пристап до информации од јавен карактер. Тие немаат можност и начин да го сменат третманот на државата кон граѓаните. А властите најчесто знаат да ги сокријат информациите што не им одговара да бидат откриени.
Молдавија е земја која се соочува со екстремно економско опаѓање. На криминалот и на неотчетноста на институциите овде се гледа како на големи камења во тој мозаик.